Ја зел од работа, но наместо дома ја однел во брутална смрт. 51-годишниот СГ, осомничен за убиство на сопругата, критичниот ден во четвртокот ја зел со автомобил 48-годишната жена, но наместо дома во Скопски Таор се упатил кон атарот на село Летевци. На тешко пристапен и изолиран терен, прво физички ја нападнал, а потоа со голи раце ја задушил. Со дел од неговото тело ја притиснал на вратот, а истовремено и ги држал затворени устата и носот за да не може да диши. Жртвата пружала отпор и се бранела, но не успеала да се отргне и се задушила и починала на лице место. Откако ја убил, телото го сокрил под гранки меѓу дрвја, заминал дома како ништо да не се случило, но смислил план како да ги оттргне евентуалните сомнежи од себе. Следниот ден пријавил во полиција дека сопругата му исчезнала, а утредента, најверојатно во обид да си обезбеди алиби, им кажал на тројца познаници дека сонувал каде се наоѓа неговата сопруга, пошто сите заминали го пронашле телото на местото на злосторството, околу 13 километри од нивниот дом. На 27 јуни на тројца познаници им кажал дека знае каде се наоѓа жената, бидејќи му се јавила на сон и му кажала каде да оди за да ја спаси. Сите со возило се упатиле кон локацијата каде го забележале телото на жената и пријавиле во полиција. Кривичниот суд му определи 30-дневен притвор на осомничениот по барање на обвинителството, кое оцени дека постоела можност од опасност од бегство, попречување на истрагата и повторување на делото, односно создавањето на привидна слика на загрижен сопруг кој активно учествува во барањето на сопругата, во обид да создаде алиби за да избегне кривичен прогон како и криење на телото. Неофицијално 51-годишникот и жртвата, која е од Свети Николе, биле во фаза на развод, но живееле заедно. Според жителите на Таор, тие таму се доселиле пред повеќе од една година, биле повлечени и не се дружеле со никого во селото, но често од нивниот дом се слушале расправи.